Стефан Тичми, Капут од мов. На почетокот беше Семка, а потоа јас, веројатно. Вовет, ефект на стаклена фантазија. Денот беше ветровит. Пред куќата во градината го затекна старецот како го полева цвеќето со пластична посадка за вода. Цвеќето беше свенато, како со векови да го полевал само со солзи, а не со вода. Како да изникнало од грудче тага, а не од грудче земја. Од грудче тага немерлива со ари и хектари. Тага заверена на суд. Како плац, што никогаш не би смел да биде пренесен на нечие туѓо име. А сепак, кога го здогледа момчето на старецот со долга и обелена брада, му се развлече добродушна насмевка. Виктор изгледаше како бистар и ведар човек, но како постојано да го имаше договорот за доживотно издржување на тагата, во џебот од својот долг мантил и како да мораше да се држи до него катастарски. Живееше на работ од градчето, во подножието на планината Абаќи. Момчето неретко го посетуваше. Во градината на Виктор тревата никнуваше од земјата како брада. Стракче по стракче, бавно и незабележливо, милиметар по милиметар. Растеше, а потем при косењето паѓаше на земјата како покосана. Исчезнуваше од лицето на земјата. Таа брада на лицето на земјата витмановски зелена и смежуркавена како смоква, покрај која што поминуваше момчето Најден, за да се поздрави со него. Најден скина еден смоквин лист и во тој момент му профучи мислата за Бањан, џиновската смоква во Индија, за која што читаше, која, растејќи, ги спушта гранките кон земјата, а потоа свиткувајќи се истите тие гранки враснуваат во земјата, даваат нови фиданки, нови стебла, додека она основното полека гние и исчезнува. Со текот на времето, од едно дрво израснува цела шума, со пропорции какви што не се паметат, и човек понекогаш со километри оди низ таа шума, мислејќи дека чекори низ шума, а всушност поминува под едно и единствено дрво, што се вика Бањан. Виктор му ја стисна дланката. Тој стисок му ги прекина мислите што го окупираа. Пред поздравот, момчето го фрли смоквиниот лист. Стигна? Рече Виктор. Да, стигнав, дедо Виктор. Баш ми е мило што те гледам, рече Најден. И мене. Оди ме внатре. Гледаш дека доаѓа невреме. Немам поим зошто го полевам ова цвеќе. Небото има поголема вадалка од која што сипува, рече Виктор. Затоа што раците на Виктор беа извалкани, Најден требаше да ја отвори вратата од куќата. Меѓутоа, малер, додека ја отвораше, кваката му остана во раката. Се збуни. Па, беше само прашање на време, рече долгобрадестиот старец Виктор. Не стигнав да ја поправам. А што да правам со неа, дедо Виктор? Праша Најден. Ете, сега можеш да влезеш во себе си, рече старецот и се насмевна. Абре, само закачи ја или остави ја тука на Орманчево. И не грижи се, повели во мојот скромен дом. Влегоа. Најден беше дојден на чашка разговор. Виктор му сипа чаша домашен сок од бозол. Повели момченце. Благодарам. Виктор ја почна приказната за часовничарот од градчето, за господин Тиктак. Ако сакате да дознаете што се случува понатаму, книгата може да ја најдете во продажните места на литература.